Денеска православната црква го празнува светиот архистратик Михаил и останатите бестелесни небесни сили. Светиот архистратик Михаил и останатите бестелесни небесни сили. Ангелите Божји луѓето ги празнувале уште од далечно старо време. Но тоа празнување често се променувало во обожување на ангелите. Еретиците сешто раскажувале за ангелите. Некои од нив во ангелите гледале богови. Други, иако не ги сметале за богови, ги нарекувале создатели на целиот видлив свет. Лаодикискиот помесен собор, кој бил 4 или 5 години пред првиот Вселенски собор, во своето 35-то правило го отфрлил поклонувањето на ангелите како на богови и востановил правилно почитување на ангелите. Во времето пак на Силвестер, папата римски, и Александар, патриархот Александриски, од 4 век бил востановен овој празник на архистратик Михаил и останатите небесни сили во месецот ноември. Зошто токму во ноември? Затоа што ноември представува 9-ти месец по месецот март. Во месецот март се смета дека било создавањето на светот, а 9-тиот месец по март е земен заради 9-те ангелски чинови што се прво создадени. Светиот Дионисий Ареопагит, ученик на апостолот Павле, оној апостол кој што се воздигнал до третото небо, ги опишал овие 9 чинови во книгата за небесната јерархија. Тие чинови се следните: шестокрилни серафими, многуоки херувими и богоносни престоли, господства, сили и власти, начелства, архангели и ангели. Војвода на целата ангелска војска е архистратик Михаил. Кога сатаната Луцифер отпаднал од Бога и со себе повлекол во пропаст еден дел од ангелите, тогаш Михаил станал и извикал пред неотпаднатите ангели: да внимаваме, да застанеме добро, да стоиме со страв. И сите небесни војски на верните ангели громогласно запеале: свет, свет, свет е Господ Саваот, полни се небесата и земјата со Твојата слава. Помеѓу ангелите владее совршено едномислие, еднодушност и љубов, а покрај тоа уште и послушност на нижите чинови кон повисоките и сите заедно кон светата Божја волја. Секој народ има свој ангел чувар, а освен тоа и секој христијанин има свој ангел чувар. Потребно е секогаш да се подсетуваме што и да правиме, јавно или тајно, дека тоа го правиме во присуство на својот ангел чувар. А на денот на страшниот суд ќе се соберат огромно мноштво небесни свети ангели околу престолот Христов и пред сите нив ќе бидат објавени делата, зборовите и помислите на секој човек. Бог да не помилува и да не спаси по молитвите на светиот архистратик Михаил и останатите небесни сили бестелесни. Амин.